Јас не би сакал сега јавно да зборувам за имињата на тие лица, бидејќи се разбира тоа би било многу несериозно. Но врз основа на сведочењата од страна на луѓето на кои што им е пристапено, јас само предупредив дека лица пришле на дел од пратениците кои што се дел од пратеничката група на ВМРО ДПМН, и тоа е нормално да приоѓат и да речат: видете, програмата на СДСМ предводена од Зоран Заев нуди вакви и вакви политики кои што се за доброто на граѓаните и така натаму. Но кога приоѓате со понуди изразена во 607 цифрени бројки во странска валута, кога приоѓате со понуди за привилегии за семејството ваше, вас, заштита, кога приоѓате со понуда дека утре ви е обезбедена средба со врвот на раководството на СДСМ, тогаш навистина тоа предизвикува згрозување од страна на слушателот, кој што е практично човек пратеник од страна на Коалицијата за обнова на Македонија, кој што истото тоа ми е принесено мене и предизвикува згрозување кај мене. Не треба власт по било која цена за да бидете на власт. Власт треба да сте за да можете да ги спроведете политиките кои што за вас, но и за сите оние кои што веруваат во вас, но и за сите граѓани да донесат подобро утре, односно да не ни се случува како сега што ни се случува во здравството, во образованието, во економијата и ред други промаршувања кои што можам да ги редам, а кои што беа секој не беа изминативе нешто повеќе од 3 години, 3,5 години, те би рекол.